Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Еве не со првата емисија од 2026 година, со кое нешто веруваме дека ќе го задржиме вашето внимание. А денес сме 16-тиот ден од јануари месец и од 2026 година и со ден веќе кој почнува да расте. Ако пред 2-3 недели зборевме дека денот 9 часа и 7 минути, сега веќе имаме цели 9 часа и 27 минути. Секако сме на почетокот од годината. Јас сакам, бидејќи сме на самиот почеток 2026 година, на сите редовни наши гледачи и на земјоделските фамилии им посакам 2026 година да биде исполнета пред се со добро здравје во фамилијата и берикетна година во производството. Ние и ова недела, како прва емисија, ќе ја почнеме со нашиот вообичаен осврт за времето, нормално како се одразува тоа врз одгледуваните култури и што предвидуваат хидрометеоролозите за надолгорочна прогноза. Имаме импулс од теренот, за состојбите од теренот, имаме значајни работи што се случуваат сега во овој период во аграрот и секако го имаме оној суштински дел за третманот на аграрот во нашата држава. Тоа е сегментот за храна и обстојба на човечкиот род, како во Република Македонија е тотално маргинализиран. И на крајот го имаме нашиот прилог по однос на основните принципи, најважни принципи за подигање на пластеници. Ние знаеме дека Гевгелиско-Струмичкиот, Валандовскиот, Богданскиот регион, па дел од Кавадаречкиот има подигање на пластеници. Тука има некои основни принципи на кои не се внимава и грешките скапо коштат со немање на производство и ред други работи. Тоа ќе го видиме во прилогот кој е припремен. Тоа се воглавно содржините со кои ќе се дружиме, доколку сме интересни следете не. Ние одиме со джингл и почнуваме со освртот за времето. Сме со 16-тиот ден од јануар месец и навистина тоа е мое големо искуство кое го имам во земјоделското производство. Ми зборува за едно точно импровизирање на истиот период и година, и временска прилика, минатата година. Ние веќе 2-3 години имаме тектонско пореметување на времето и затоа одиме со освртот за времето како прв прилог и минатата година ние очекувавме врнежи од снег. Наместо снег имавме денови, како што се, овие денови кои ги имаме поминато веќе во 15-тиот, 16-тиот ден. Цел ден сонце, високи температури, се исполнува температурните суми и кога ќе дојде март да стартува вегетацијата, тогаш ќе имаме температури под нулата, која ќе обуслови мрзнење на кајсијата, мрзнење на праската, мрзнење на калинката, мрзнење на јапонското јаболко, на сливата и ред други губитуци кои ги имаат земјоделските производители. Но тектонското промена на времето треба да ја следиме и да се прилагодуваме. Ова што се случува сега, пред нова година, јас лично со последната емисија реков дека очекувам обилни врнежи од снег и дожд, но наместо тоа дојде на западниот дел од државата, наместо тоа ние имаме целодневни сончеви периоди кои се навистина загрижувачки со
високите дневни температури, а ниски ноќни температури. И сега, бидејќи сум во агрономијата доста години, бидејќи сум на еден начин следител на временските прилики, до 22 март ние имаме календарската зима. И имам некое свое убедување дека до тогаш ќе имаме врнежи и од снег, и од дожд. Тоа очекувам да биде така, а оддали ќе биде останува да видиме. По однос на хидролошката состојба, ако ние до пред Нова година зборевме дека 25-та година ќе ја запамтиме по 100-120 исклучиво сушни денови и сите хидроакумулации во државата беа на техничкиот минимум. И беше во прашање можноста за вода за пиење. Мора да кажеме дека есенскиот период, мада тоа тектонско пораметување најмногу се карактеризира со оние микроклиматски збидувања. Пример, сега имавме 35 сантима снег на западниот дел Македонија, на Шапка, на тие тој регион, каде што Струмичко-Гевгелискиот регион, ако пред 20 дена имавме убав дожд, снегот буквално го немаме. И до 22 март, кога почнува календарската пролет, верувам дека ќе имаме уште врнежи. Како времето се одразува врз одгледуваните култури? Ние имавме една извонредна есен, за есенска, зимска зелка, селата Јосифово, Марвинци, Миравци, Богданци и другите места, Балинци и така натаму, што имаат зелка, има квалитетно производство благодарение на поволното време. И сето тоа беше добро, уште да беше слушнат производителот и почитуван со добра цена, а не со оние вариации на цените на кајзелката, па 5 денари, 2 денари, па не се откупува и така натаму. За жал, тоа се случуваше и тоа со години однемање на генерална стратегија во аграрот се случува. И состојбата на теренот, тој импулс кој го чувствувам јас, е исполнет со едно големо незадоволство, бидејќи ја немаме генералната трајна стратегија за развој на аграрот. Каде што ја немаме грижата кон земјоделскиот производител, земјоделската фамилија. Ја немаме грижата кон селото, кој е изворот на можен добар профит и обстојба на државата. Тоа се основните податоци со кои се соочува секоја власт по осамостојувањето што дошла. Таа воопшто не размислува на земјоделието. А единствен човек беше Киро Глигоров во тоа време, кога се врати од Србија, од Белград, рече аграрот за Република Македонија е се што имаме. Ако му посветиме внимание, ќе имаме подобар стандард од Луксембург. Но тоа, нашите политиканти, за жал, селектирани по основа на лично влегување во политиката, за лично богатење, без визија и со само коруптивни действија. Тоа е факт кој покажува каде да пипне било која инспекцијска служба, гледа коруптивни действија и нечесно работење. Се врз грбот на тој земјоделски производител. И земјоделието, наместо да биде стожер во државата, жално, но вистините овие млади деца, што сега ги имам, и пред тоа што беа, да не некој свати дека имаме некои политички предрасуди, од осамостојувањето, за земјоделието воопшто не се размислува и целосно е маргинализирано. Ја нема трајната
стратегија без разлика кој ќе дојде на власт, да таа стратешка цел за опстојба на државата на Македонија ја извршува. Наместо тоа, немаме таква стратегија, имаме адхок решенија, кобајаги се задоволуват страстите на гласачкото тело и станавме политичка држава со поедини партии кои препоцувајќи се меѓу нив ствара тотална аверзија кај населението. И се прашаат зошто младите ја напуштаат државата. Затоа што немаме луѓе со стратегија, луѓе со визија, луѓе со душа, да сватат дека обединувањето на партиите целосно во Република Македонија, чак и албанците, излез за државата да биде компактна. Второ, ревизија хитна на аграрот и неговата приватизација, што ја изврши Бранко Црвенковски. Тој наместо одговорност да биде седнат на обвинителна клупа заради уништување на аграрот во државата, тој уште ги ужива бенефитите од државата, од грбот на народот. Тој и Ѓорги Иванов и Пернаровски. Тоа е нелогична работа што ден порано можда ќе им дајде на памет на пратениците да сватаат зошто тие луѓе го оптеретуваат буџетот кој е така оптеретен и беден, зошто не им се даде скромен услов, пензија и да си ја гледаат работата, бидејќи направија зло за државата. Тоа мора да дојде ден да се разграничи, бидејќи така аграрот напред не може да оде, затоа што е запустено селото, затоа што младиот човек кој сака да се посвети на земјоделието е целосно аверзично расположен, бидејќи не се вложува во него, нит му се дават некои основни постулати да каже ќе останам во земјоделието кај мајка ми, татко ми и површините кои ги имаат. Ке имам современа оранжерија, ке имам современ насад и така натаму. Тоа не може да се слушни кај млади луѓе, бидејќи велат дека политичарите ја уништија државата препирајќи се еден со друг, со овие средби, овие навистина бедни работи, политиканство кое зајадување меѓу нив на грбот и на буџетот на народот. Тоа е навистина трагедија која народот, верувам дека е близко денот кога ќе го препознае тоа и не може секој да влезе во политика, да си ги направи своите зла дела и да напушти политиката и боли га брига. Тоа мислам дека е многу близко денот на расветлување на состојбата и избор на луѓе кои имаат душа за Македонија, кои си ја сакаат државата и кои сакаат со својата визија и знаење да подпомогнат на државата во поглед на успешен развој на аграрот, кој е целосно, како што реков, пихтијасто уништен од господинот бивш председател, кој сега пак ги ужива бенефитите. И одговорноста мора да има од мајка Радо роден човек да го повика за одговорноста на таквото нешто. Инаку, времето како што оди, останатите земјоделски производители кои произведуваат ова година, бидејќи условите се такви какви што ги имаме, ние имаме веќе еден фантастичен напредок на најраното производство. До крајот на јануари ние веќе ќе имаме љута пиперка од производството од 26-та година. Можете да замислите. Ќе имаме рана зелка, ќе имаме уште луѓе кои сакаат да работат, сакаат да допринесат и сакаат влезот во Европската Унија да биде со производство на стандардизирана, квалитетна храна која ќе им биде успешно платена.
Тоа е желбата на земеделскиот производител. Така младиот човек размислува, јас сакам да знам да произведувам за познат купувач, со позната цена и период на плаќање. Сето тоа е толку едноставно за европскиот пазар, што во Република Македонија само треба се направи едно прочувствување, не да имаме 5 стопански комори со азиски кои 60 години таму и играат фарби по однос и на производителите, и на стопанствениците, и на се. Не може еден човек 60 години таму да мота и да го уништува стопанството. И секогаш е на врхот. Тој секогаш има своја боја, која партија ќе биде, он е со неја. Таквото нешто треба да се слисти и не ни треба 5 стопански комори. Ни треба една квалитетна стопанска комора, бидејќи сме парче земја, незначително парче земја, кој има услов да се обедини и да произведува храна. А таа стопанска комора ќе има ресори каде што ќе може да се тоа менаџира. Не ни треба често универзитети, како што е и Тетовскиот, и Штипскиот, и Битонскиот, и Скопскиот. Еден централен универзитет со продукција на квалитетни стручни кадри кои ќе излезат во производството со знаење да го зголемаат производството. Да имаме производство кое европскиот пазар ќе го бара. А тоа можностите во повеќе наврати во овие наши емисии го зборам. Ги нема секој тие 274 светлосни дена што ги има Република Македонија. Еве, денес и таа недела од сабајле до вечер имаме сончев период кој Холандија го сонува. Имаме тип на почва, повеќе од квалитетен. Имаме народ кој ако го поведете во права насока, имам ги мои лични клиенти, професори, ќе спијам во пластеникот и ќе произведам производство најквалитетно. Само да ми се каже и да ми се плати. Тоа го нема во Македонија. Во Македонија произведува секој на свој начин, со своји прскања, со своји глупости. Минатата недела имавме за пестицидите и нивната несоодветна примена. Имавме за трајни насади, кој како ќе му текне дига лозов насад, овоше насад на несоодветно место. А ова недела ние имаме точно еден таков прилог за принципите кои важат за подигање на пластеници. Гевгелиско, Богданскиот регион, Струјмичкиот регион, Валандовскиот. Пластениците се основа, бидејќи сонцето е тука најјако, и од Гевгелија се чувствува и Медитеранот, за производство во текот на цела година, кое нешто за Република Македонија ќе представува профит плюс и стандард по глава по жител плюс. Тоа вајда треба да има некој од тие политиканти, не сегашните, ни пак тие што минаа, гледам лидерски средби, доаѓа, не доаѓа, како доаѓа на татко му на имањето. Лидерот мора да дојде на лидерски состанок и да каже како ја гледа Република Македонија, која визија ја има, па народот да оцене да го предложи. А тој не доаѓа, не сака да седне со други. Ако не сака, нека си оди дома, нека си оди со мантилчето во болницата и нека лечи луѓе. Се мисли на Филипче. Не доаѓам на средба. Демек понижувачки е да седне со луѓето, да го видиме, народот кој ги бира, да го види размислувањето и визијата негова за Република Македонија. За тоа е состанокот. Не е за други работи. А тој му текна не доаѓа и така натаму. Тоа се се бедни работи кои треба да се анулираат и треба дисциплинирано народот да го казни тоа. Како што го казни веќе
СДСМ веќе колку изборни циклуси, тој се однесува како кабадија. Тој треба подхитно да си оди во болницата да лечи луѓе. И тука е крај со неговата понатамошна активност. А тука народот кој сака визионери, кои сака луѓе кои си ја сака духовно државата, да имаме квалитетно земјоделско производство, кое прво нас нема да не стави зависни од увоз, а ќе имаме одредени производи, а имаме големи можности и за извоз на нашите земјоделски производи. Воспротивно, како што е ситуацијата, ние сме со задолжувањата веќе до самиот врв, а сега ќе видите во догледно време пак ќе имаме некаков кредит за увоз на храна. Тоа ќе биде трагедијата на нашето време, наместо извозници на храна, Република Македонија да биде увозник на храна. Тоа е поради занемарување и немање на трајна главна стратегија за аграрот, што пред малку го зборив. Но верувам дека ќе има доблес на млади луѓе, духовни луѓе кои си ја сака државата, да седнат, да се договорат и од Република Македонија да направат парче земја со која ќе се заинтересира Европа како добар производител на храна и тек тогаш тие, Европската заедница, врз основа на производството, квалитетот и редот што треба тука да се стави, тие ќе кажат таква држава ни треба. И сите досегашни аномалии што ги прават и бугарите и грците, тоа ќе бидат анулирани, затоа што ние ќе бидеме декларирана земја како производител на храна за европскиот пазар. Тоа ми е лична желба и имам убедување дека може тоа да се направи исклучиво со луѓе кои имаат визија за тоа и кои ќе бидат вклучени во тоа. Во најавата ние рековме дека имаме еден интересен прилог точно за тој дел од државата и за тоа што зборевме сега за тоа производство, пластеничко производство. Имаме традиционално уште во бивша Југославија, Кевгидиско-Струничкиот, Богданскиот, Валандовскиот регион, целосно до Неготино имавме пластеничко производство. И секој произволно подигаше пластеници, па неправилно поставен, па на лош тип почва и така натаму. Ние имаме своје видување од стручно-практичен аспект за принципите за поставувањето на пластеници и оние пропратни работи што се значајни за успешно пластеничко производство. Па да не дозиме, предлагам доколку режијата спремна да го погледнеме прилог. Во Република Македонија еден од значајните сегменти во тој производен процес е точно пластеничкото производство за кое често збориме и често даваме одредени препораки како ние она што Господ ни го дал по однос на 274 светлосни дена, тип на почва многу поволен, вода и така натаму, да ние го искористиме оној благодет природен, да во пластеничкото производство посветиме поголемо внимание со зголемување на површините, со техничко осовременување на оние пластеници холандиски и така натаму. Денес ќе кажеме точно за тие основни принципи за успешно пластеничко производство. Ние мора да кажеме од недостатокот на онаа трајна стратегија по однос на тоа да земјоделскиот производител и аграрот
биде во жижата на сите работи во државата, ние мора да сватиме дека на аграрот треба да му се посвети поголемо внимание. А од тоа Струмничко, Гевгелиско, Баладовскиот, Богданскиот регион, Радовишкиот до Штип, имаме навистина клима која заслужува внимание и која на пластеничкото производство со дел од оние геотермални води кои ги имаме, можеме да бидеме добри производители на храна за европскиот пазар. И ние мора, еве со еден таков прилог од едукативен карактер, да се вратиме на една вистина, иако ја знаеме целата ситуација каква е, во тој наш аграр, кога е тој на еден начин девалвиран по однос на производството и сите оние сегменти кои треба да бидат во центарот на нештата, ние ќе кажеме за принципите за успешно одградување на пластеничко производство. Јас тргнувам од она основна почетна фаза каде што одредено земјоделско семејство ќе подига пластеници. И за мене, има луѓе кои се консултираат и сето тоа, тие имаат своји површини со различен тип на почва, различна експозиција, различна инклинација и велат, фамилијата решивме таа и таа нива ќе ни биде пластеници. Тоа е тотално погрешна работа. Значи, од тој голем недостаток во државата на стратегија за развој на аграрот, од почитување на науката и нејзина апликација во производството, ние имаме големи промашувања и штети, од што дежурен виновник е производителот. Зошто? Затоа што кога ќе кажеме дека треба да се подигат пластеници, ние мора да знаеме дека тука има одредени принципи кои треба да се почитуваат. Значи, површини со добар избор, со осветлена експозиција на површините каде што може да се подигне пластеник кој ќе ги има сончевите часови, кој ќе има добар тип на почва, кој ќе ги има сите пред услови за да се добие квалитетно пластеничко производство. Наместо тоа, тука се прават одредени слободни видувања и градба. Решил тука, професоре, ќе имам тука пластеници. А кој тип на почва има? Нема анализа на почва. Значи, другите критериуми, нема осветлување, има некои лоши моменти каде што пластеничкото производство не може да биде како што треба да биде. И тука тој избор на такви добро осветлени и со добра експозиција површини кои има убава градинарска почва, тоа е еден од главните адути за подигање квалитетно на производството кое го сакаме. Освен тоа, голем дел од производителите не внимаваат на тоа дека на таквите површини, тука Бориевскиот дел во Струмничко, да кажеме, имаат собствени артерски бунари со квалитетна вода и имаат и добро производство. Значи со
одредување на местото треба да имаме ние веќе обезбеденост на тие површини со квалитетна вода за наводнување. Што сегде не е случај и голем дел производители пропаѓаат со производството токму од тоа. И морам да кажам, бидејќи оваа година имавме еден подосушен период, каде што артерските води отидоа многу длабоко и голем дел од пластеници кои редовно наводнуваат тие бунари, водата секна и тука имаше губиток голем на краставицата, која 98% е во нејзиниот состав со вода. Значи, имаше големи штети по самото производство. И така, како еден од факторите за успешно одгледување на сите градинарски култури во пластеничкото производство, па и цвеќарството, водата е фактор број 1, бидејќи во скоро цела растителност водата учествува со над 70 до 80 и 90% во самиот циклус на развој на растенијата. И затоа неопходноста од квалитетна вода е фактор значаен од тие принципи за успешно одгледување на пластеничкото производство. Самото поставување на пластениците. Голем дел од производителите како им одговара на нивата, така ќе го постават. Не да ја видат да го видат смерот на ветерот, експозицијата, инклинацијата и кој е тоа нормално проветрување на пластениците, да нема загушување и покасно појави на одредени штетни болести, како што фикомицетните габи, секој сабајле вика имам роса во пластеникот, бидејќи нема проветрување. Ветрот удара од ова страна, а пластеникот му е поставен така. Значи, тука има многу финеси кои одлучуваат од практично стручен аспект како да се постави еден квалитетен пластеник. Говорам за онаа наша, се уште екстензивна постава на пластеници, бидејќи во Холандија веќе има блокови по хектари површини кои се со клима уреѓаи и со сите тие нишани за кое нешто ние ќе почекаме уште доста долго време. Што е важно и најважно од онаа моје практично видување за земјоделските производители? Тоа се и практикува, што е многу интересно. Секоја земјоделска фамилија има одреден пластеник во кој се одгледува расад од производството. Тоа е викаме мајката. Тука, за добивање на квалитетен, добро жилен и здравствен расад, кој ќе одговара покасно, тука неопходно е да бидат запазени сите хигиено-технички мерки, што е многу значајно, многу значајно за успешно одгледување. И, значи, одредувањето на таквите површини, на таквите пластеници, е точно тоа да во него биде квалитетна градинарска почва, да во него има вградено термометар, влагомер и сите оние суштински работи за квалитетно одгледување на расадот. И што е најважно, реков, градинарска почва, каде што секое растение тука во расадот производството, во мајката, треба да оформи квалитетна жила, треба да биде здравствено добро, да бележи добар напредок пред цветалење, да тек тогаш излезе на стално место. А тука многу важно е да секое утро
е важен принцип. Да секое утро да имаме редовна контрола и преглед на растенијата. И, што е најважно, да тоа се секогаш будно следи и превентивно заштити. Значи, да се спречи било која болест, дали тоа питиум, дали тоа ризоктонија, дали дошла вошка, дали дошла трип, да производителот кога го види тоа, тек тогаш почнува да зима мерки, па дупла доза става, па го изгоре врвот, па прави се и сешто. Значи, тоа наше што го принципијално препорачуваме како стручњак од таа област. Секое утро важен утрински преглед на производителот, фамилијата, да ги види растенијата и штом примети првична појава на питиум, првична појава на слаб развој, првична појава на штетен инсект, тој е должен да се поврза со стручно лице, за да ја санкционира состојбата во пластеникот. Бидејќи за само ден-два може да се прошири и тој да изгуби од 10.000, 20.000 семки, 5 или 10.000 семки, и од кога ги изгуби, тогаш вика професоре, што да правам? И затоа ние збориме превентивно, секое утро, прегледување на растенијата и редовна превентивна заштита, што значи многу по однос на успешното производство. Обезбеденоста, кога веќе излеземе на стално место. Обезбеденоста на метеоинструментите се основен услов за следливоста на условите за развој во пластеникот. И предрасадувањето на стално место од мајката, голем дел од производители обработат, расадат и тек тогаш дали треба да ставам ѓубре или не треба да ставам ѓубре. Тоа е тотална грешка, што е и цел на оваа едукативна емисија. При формирање на пластеникот, обработката на почвата се прави квалитетно, со градинарска почва рековме, и се зима агрохемиска анализа за состојбата на хранливите вредности во почвата. И кога тоа го имаме, со обработката на почвата се дава комплетно ѓубрење, тука ако е полетни почва се доаѓаат и зеолитите, како додаток, по однос на одржувачи на влага, бидејќи потоа во пластениците доаѓа многу високи температури, а зеолитот ја држи влагата и го одржува растението да биде со кондиција и да се добро развива. Значи, со еден збор, тоа е неопходно да ја имаме, ја следиме хранителната вредност во пластеникот, кој нешто значи сигурност во добивање на добри приноси. Зашто? Затоа што во почвата, доколку имаме хармоничен однос со макро и микроелементи, ние веќе имаме еден навистина адут да очекуваме да секоја одгледувана култура, без разлика дали е тоа краставица, дали е тоа домата, дали е тоа пиперка, да го даде генетскиот потенцијал, бидејќи кореновиот систем, кој кај мајката е добро одгледан и добро развиен, со добрата обработка на почвата и добрата охранетост на таа храна,
составањето на системот капка по капка, ние имаме веќе еден фантастичен однос за развој, чаталење, значи на пиперот, да кажеме, негово нормално цветење, нормално плодоносење и така натаму. Или на доматите, краставиците и така натаму. Сето тоа е фактор број 1, што производителот треба да го знае, да биде едуциран и што? Која количина на вода, на храна, одма по расадувањето, треба да се даде, тоа ќе го каже агрохемиската анализа и ќе го кажат условите, постојките услови на во моментот. Секогаш знаеме дека една од многу и најважните оперативни работи во градинарството и во одгледувањето на пластеничкото производство, наводнувањето одигрува многу важна улога. Таа околност што ја имаме, да имаме веќе еден навистина напреден систем капка по капка, кој навистина овозможува да растението секогаш има достаточно вода со хранителни својства кои утврдува тестот или анализата на почвата, да тоа веќе на еден начин тоа растение бележи интензивен развој, бележи квалитетно плодоносење и дава резултати што ги посакува земјоделскиот производител. Еве, тие се важни мерки каде што реков за наводнувањето и прехранувањето и утрински секојдневни прегледи на насадот, што значи да насадот биде заштитен од непожелни лисни вошки, чинители кои може да дојдат, а кои може да се органолептички утврдат и тогаш производителот врши таа заштита која треба секој да биде превентивна и секогаш во попладневните часови, бидејќи во текот на денот се ствараат услови со високи температури и фитотоксичност на појава на некакви препарати. А наводнувањата секогаш треба да се вршат во утринските часови, а прскањата во попладневните часови. Тоа е една од важните работи кои производителите, голем дел од нив кои се во контакт со мене, добро го знаат, добро го спроведуваат и добиваат добри резултати. Тоа се воглавно оние основни принципи за успешно добивање на квалитетно пластеничко производство во наши услови. Тоа го зборам во наши услови затоа што уште сме многу назад, за разлика од Холандија, каде што има блокови по кои на колку хектари со сите квалитетни оние најнови техники за одгледување на градинарските култури. Но јас се надевам дека во времето кое е пред нас ние ќе имаме скок чекор напред кон производство на храна и да ги искористиме оние услови кои ни се дадени, тоа се број на сончеви часови, тип на почва, за да добиеме квалитетно производство кој ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. Видовте, тоа го успеавме да го некако уедноставиме во лабораториски услови, да ги кажеме тие основни принципи за подигање на пластеник. И мора да се свати и прифати стручниот пристап за поставување на пластеникот, типот на земја и сите други услови, експозицијата, инклинацијата на теренот и оние други работи што ги спомнавме внатре, се основа. Типот на почва, агрохемиската анализа и така натаму, се
основа за успешно земјоделско пластеничко производство. И тоа пластеничко производство да биде и квалитетно за нашиот и за европскиот пазар. Доколку имате било какви прашања, ние сме сегаш на располагање, без никаква надокнада да дадеме допринос, а ваше е тоа да го направите. А тука е негде и крајот на денешната емисија. Ви благодариме на вниманието со кој не следете, со нови содржини ќе се видиме следната недела.